Граѓаните и компаниите од денеска 1 август 2016 година при барање услуги од администрацијата нема повеќе да трчаат од шалтер на шалтер и да доставуваат документи и докази освен оние кои што државата не ги поседува. Тоа во нивни уме ќе го прават службениците и административците кои по службена должност ќе ги прибавуваат сите потребни документи за вршење на услуга и тоа во рок од 3 дена. Овие новини се предвидени со измените на Законот за општа и управна постапка кои од денес стапуваат на сила. Според заменикот министер за информатичко општество и администрација Тимчо Муцунски, од граѓаните и компаниите ќе се бараат само докази кои што се од личен карактер, како што се лекарски потврди, договори за купопродажба, договори за закуп и градежни елаборати. Нема да се доставуваат потврди, уверенија, изводи, решенија, одлуки, лиценци, дозволи и одобренија кои во своите евиденции веќе ги поседуваат министерствата, државните органи, правните и физички лица со јавни овластувања, како и општините ширум републиката. Од најголем интерес на граѓаните, но и на трговските друштва, на приватниот сектор, е тоа што од 1 август веќе сите докази и документи кои што им се потребни за реализација на право од управна постапка, тие нема да треба сами да ги прибавуваат, тоа ќе го прават службениците за нив и тоа ќе значи скратување на време траењето на постапката, но исто така и намалување на трошоците за поединците кои што се засегнати. Ова е една интересна новина која што дава значителен придонес во создавање на ефикасна, економична и ефективна управна постапка, а се со цел подигнување на квалитетот на јавните услуги. Практично, јавните органи ќе треба доказите и документите кои што ги имаат во сопствените евиденции, кои што не се од лична природа, да ги обезбедуваат за граѓаните. Единствени документи кои што јавните органи нема да ги обезбедуваат е тие кои што се од лична природа. Таков еден пример е лекарско уверение, некој договор за купопродажба и така натаму. Во моментот кога ќе го поднесе граѓанинот барањето, службеникот кој што го примил истото, ќе има рок од 3 дена да го побара истото од јавниот орган кој што го поседува. Тој ќе има 3 дена да му го достави на службеникот. Доколку не постапат согласно овие рокови, за нив ќе следува глоба, што значи дека се предвидени сите контролни механизми, а се со цел на еден реформски и системски начин да се подигне квалитетот на управната постапка во Република Македонија во крајна интерес на граѓаните и на компаниите. Значи со ова ќе се скрати времето на чекање на шалтери, ќе се намалат бројот на уплатници на кои што граѓаните ќе можат да ги уплатуваат своите средства за услугите од јавната администрација и ќе се подигне и квалитетот на давање на услуги од јавната администрација. Исто така, како што можевме да слушневме и од изјавата на заменик министерот за информатичко општество Тимчо Муцунски, секој службеник кој што нема да ги добави потребните документи во рок од 3 дена ќе биде казнет со глоба од 25 евра за секој предмет кој што го работи.